Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, во денешната епизода ќе ги обработиме главите 24 и 25 од Старозаветната книга позната како Прва Самуилова. Во овој дел од книгата е опишан периодот од животот на Давид, кога тој бега и се крие од царот Саул. Причината е едноставна. Саул е љубоморен на успехот на Давид и го смета за конкуренција од која сака што побрзо да се ослободи. Глава 24. Давид повторно го поштедува животот на Саул. За разлика од Саул кој сакаше да го убие Давид, Давид имаше можност да го убие Саул, но не го стори тоа бидејќи го почитуваше царот. Ке го прочитам првиот стих. Потоа Давид излезе од таму и живееше по стрмните врвови на Енгеди. Давид се криеше од Саул на различни места. Некои од нив беа ненаселени, а други населени. Генерално гледано, причината поради која избегнуваше населени места беше фактот што во нив имаше луѓе кои му се јавуваа на Саул и му кажуваа каде е Давид. Од друга страна, криењето во планини, како во овој случај, исто така беше предизвик, бидејќи Давид со себе имаше неколку стотини луѓе. Стихови 2 и 3. Кога Саул се врати од филистејците, му јавија велејки: Ете, Давид е во пустинските места кај Енгеди. Тогаш Саул зеде 3000 одбрани мажи од цел Израел и отиде да го бара Давид и луѓето негови по планините, каде што живеат бивокози. Следните два стиха опишуваат многу интересна ситуација. Давид бегаше од Саул и по некое време се скрива во една пештера. Кога Саул тргна во потера по него, тој и неговата војска од 3000 луѓе застанаа токму кај таа пештера и царот влезе внатре за да оди по нужда. Звучи неверојатно? Стихови 4 и 5. И дојде кај едно овче трло крај патот. Таму имаше пештера и Саул влезе таму по нужда. А Давид и луѓето негови седеа во дното на пештерата. И му рекоа на Давид луѓето негови: Еве го денот за кој ти говореше Господ. Ете, јас ке го предадам твојот непријател во рацете твои и ке сториш со него она што ти е угодно. Давид стана и полека ја пресече полата на Сауловата горна облека. Каква ситуација! Давид можеше да го убие Саул и со тоа да го заврши своето бегство. Но наместо тоа одлучи да му го поштеди животот и да пресече мал дел од горната облека на царот. Веднаш откако го стори тоа, на Давид му падна многу тешко. Стих 6. Но потоа му стана мачно на срцето Давидово, поради тоа што ја пресече полата на Сауловата облека. Моje лично убедување е дека Давид немаше почит кон Саул, но имаше почит кон самата функција која ја извршуваше Саул. Забележете каков став имаше Давид кон царот. Не само што не сакаше да го убие, туку и му беше криво што исече дел од неговата облека. Зошто Давид размислуваше на таков начин? Во стих 7 ни е дадена главната причина. Давид смета дека Саул е поставен за цар по Божја промисла и затоа не сака да крене рака на Божиот помазаник. Со други зборови, Давид не вели дека Саул е без вина, туку остава на Бог да се справи со него. Сетете се што рекол Господ: Одмаздата е моја, јас ке платам. Еве што значи тоа во пракса. Секогаш кога им се одмаздуваме на оние кои ни сгрешиле, ние стоиме на Божиот пат и не му дозволуваме на Бог да се справи со нив. Тоа значи дека не му веруваме. Давид доволно му веруваше на Бог за да рече: Не е моја работа да му вратам. Одмаздата ја ставам во Божи раце. Причината поради која му беше тешко што исече дел од горната облека на Саул е бидејќи со тоа ќе изгледа дека царот е невнимателен и другите можеа да се подсмеваат на негова сметка. Стихови 7 до 10. И им рече на луѓето своји: Да не ми даде Господ да му го направам тоа на мојот Господар, да ставам рака врз него, бидејќи тој е помазаник Господов. Со тие зборови ги задржа луѓето своји и не им дозволи да го нападнат Саул. А Саул стана и излезе од пештерата на патот. Потоа стана и Давид
излезе од пештерата и извика по Саул велејки: Господаре мој, царе! Саул погледна назад и Давид падна со лицето на земјата и му се поклони. И Давид му рече на Саул: Зошто ги слушаш зборовите на оние луѓе што велат: Ете, Давид крои зло против тебе? Со тоа Давид му покажа на Саул дека не сака да го одземе неговиот живот. Најблиските соработници на Саул му го велеа спротивното. И тоа е една од причините зошто Саул тргна во потера по Давид. За да нема никакви дилеми во однос на тоа прашање, Давид му рече: Не ги слушај оние кои те советуваат против мене. Еве, имав шанса да ти го одземам животот, но не го сторив тоа. Патем, моje лично мислење во однос на Саул е дека во овој период од животот тој веќе беше обседнат од демон. Во една од претходните епизоди читавме дека зол дух го напаѓаше и му стануваше многу непријатно. А причината за неговата духовна состојба беше постојаната непослушност кон Бог. Стих 20. Кој, откако ќе го најде непријателот свој, ќе го пушти здрав и цел? Господ нека ти врати со добро за тоа што ми го направи денес ти. Мислам дека бар за момент Саул беше длабоко допрен од постапката на Давид. Кога му вели: Господ нека ти врати со добро, верувам дека навистина го мислеше тоа. Последните два стиха Саул јавно изјавува дека Давид ќе биде следниот цар. Сега знам дека ти без друго ќе станеш цар и царството израелско ќе биде силно во раката твоја. Затоа, заколни ми се во Господ дека нема да го искорениш потомството мое по мене и нема да го уништиш името мое во домот на мојот татко. И покрај тоа што Саул ги изјави овие зборови, сепак Давид не му веруваше и бегаше што подалеку од него. Тој беше свесен дека е само прашање на време кога Саул повторно ќе сака да го убие. Глава 25. Самуел умира. Давид ја запознава Авигеја. Давид беше навистина неверојатен човек. И глава 25 многу добро ја подкрепува таа вистина. Во оваа глава прво е запишана смртта на пророкот Самуил, а потоа читаме и за случката во која беа вмешани Давид, Навал и неговата сопруга Авигеја. Ке видите како Давид за малку ќе направеше големо зло, но една жена го омекна неговото срце и го поттикна да покаже милост. Според мене, ова е еден од посветлите моменти во животот на Давид. Самуел умира. Ке го прочитам првиот стих од глава 25. И Самуел умре. Тогаш се собраа сите израелци, го оплакаа и го погребаа во куќата негова, во Рама. Давид стана и слезе кон пустината Фаран. Со тоа што отиде кон пустината Фаран, Давид уште повеќе се оддалече од местото каде што живееше Саул. Тој знаеше дека смртта на Самуил значи дека Саул ќе има еден мудар човек помалку во животот. Дури би можело да се каже и дека Самуил беше причината поради која Саул не го гонеше Давид уште поагресивно. Сега, кога Самуил беше мртов, освен Јонатан, најверојатно никој друг не се усудуваше да му каже на Саул да не го убива Давид. Во оваа глава ни е опишана и случката поврзана со Давид и Навал. Може би треба да посветам малку повеќе време на смртта на Самуил, но и во писмото не е посветено многу внимание на неговата смрт. Единственото нешто што го знаеме е дека кога Самуил почина, сиот Израел се собра и го оплакуваше. Тоа воопшто не ме изненадува, бидејќи Самуил беше еден од најквалитетните луѓе во историјата на Израел. Кога почина, израелците беа свесни дека изгубија многу важен човек и затоа реагираа така. Всушност, Самуил беше последниот судија во Израел, а и првиот пророк. Сигурно и пред него имаше пророци, но со животот на Самуил почнува период од историјата на Израел во кој Бог ќе праќа пророци кај израелскиот народ. И тоа ќе трае се до завршетокот на старозаветниот период. Пророците беа едни од најважните личности во Израел и Самуил е многу добар пример за тоа. Без него, овој период од историјата на Израел сигурно ќе изгледаше поинаку. Навал и Авигеја. Во глава 25 имаме навистина интересна приказна поврзана со животот на Давид. Ке ги прочитам стиховите 2 и 3. Слушнете што пишува таму. Имаше во Маон еден човек многу богат.
а имотите му беа на Кармил. Тој имаше 3000 овци и 1000 кози. Тој беше настрижен кај овците своји на Кармил. Тој човек се викаше Навал, а жена му се викаше Авигеја. Таа жена беше многу умна и убава, а тој жесток и лош човек. Тој беше од родот на Халев. Халев беше прекрасен човек, но Навал како негов потомок беше сосема поразличен од него. Давид. Емерсон кажал: големите луѓе често не се разбрани од страна на толпата. И тоа важи и за царот Давид. Давид е навистина интересна личност и до ден денешен важи за најдобриот цар на Израел. Тој беше далеко од совршен, но според тоа што го читаме во писмото, Бог го нарече човек според своето срце. Ниту една друга личност во писмото не е опишана со тие зборови. Но, како можеше Давид да биде човек според Божјото срце, а сепак да изврши сериозни гревови во текот на животот? Бог го опиша Давид со тие зборови, бидејќи Давид беше човек кој знаеше да се покае и да ја бара Божјата милост. Саул и голем број од царевите на Израел никогаш не го направија тоа. Според мене, Давид е еден од најинтересните и најдобрите ликови во Светото писмо. Ако посветите време да го проучите неговиот живот, ќе сватите дека во суштина тој беше човек со многу необична животна приказна. На моменти беше жив парадокс, но сепак доброто е што се до крајот на животот остана верен на Бог, за разлика од Саул, кој целосно му го сврте грбот на Бог. Давид потекнуваше од градчето Витлеем. Беше роден во домот на Јесеј, кој пак беше од племето на Јуда. Со оглед на тоа што беше најмал во семејството, на него падна одговорноста да се грижи за овците кои ги поседуваше татко му. Иако неговите браќа го презираа, сепак Бог го ценеше многу. Бог не гледа на тоа како изгледаат луѓето, ниту пак колкава е нивната возраст. Бог гледа на срцето и какви се луѓето однатре. Давид беше Божиот избор за наследник на царот Саул и навистина се покажа како многу подобар и подоблесен човек од неговиот претходник. Не само што е најпознатиот и најдобриот цар во историјата на Израел, Давид исто така и најпознатиот и најдобриот музичар во историјата на Израел. Тој е авторот на поголемиот дел од песните, од кои е составена старозаветната книга Псалми. Станува збор за навистина неверојатен човек. И се надевам дека додека го проучуваме неговиот живот, и вие самите ќе дојдете до таков заклучок. Давид и Авигеја. Приказната за Давид и Авигеја ни открива еден поинаков аспект од неговиот карактер. Ако ја проучувате случката помеѓу него и сопругата на Урија, ќе сватите дека Давид беше човек кој знаеше да се води од телесните страсти. Ако ја проучувате случката со Голијат, ќе сватите дека Давид беше навистина вешт војник. Но случката со Авигеја ни открива дека Давид беше човек кој лесно се гневеше, но и човек кој знаеше да прости и да го остави гневот зад себе. Името Навал значи безумен. Не знам кој му го дал тоа име на сопругот на Авигеја, но тоа што го знаме дека со неговите постапки тој сигурно го оправда значењето на името. Патем, кога станува збор за безумство, во Библијата пишува дека сите луѓе кои го одрекуваат Божјото постоење и оние кои не сакаат да живеат според неговата волја, се во суштина безумни луѓе. Да се вратиме на Навал. Тој беше безумен, богат и човек без почит кон другите. Најдоброто нешто поврзано со неговиот живот беше сопругата Авигеја, која беше убава и многу мудра жена. Многу ретка и интересна комбинација. Безумен маж во брак со мудра жена. Прашањето е, како можеше жена како Авигеја да биде во брак со човек како Навал? Доктор Меконки ја нарекол приказната за Навал и Авигеја приказната за убавицата и ѕверот. Во тоа време браковите биле договарани од страна на родителите и претпоставувам дека родителите на Авигеја биле восхитени од богатството на Навал и затоа му ја дале за жена. Ако е тоа вистината, тогаш тие на некој начин ја продале за богатство. Знам дека воопшто не е во ред, но и во денешното општество има такви случаи кога луѓето се продаваат за богатство. Слушнете што се случи. Давид слушна во пустината дека Навал ги стрижи овците своји.
И Давид испрати 10 момци. И им рече Давид на момците: одете на Кармил, појдете кај Навал, поздравете го од мое име. Со оглед на тоа што нема доволно време да ја прочитам целата глава, ќе ви раскажам што се случи. Некое време пред овој настан, Давид го штитеше Навал и неговиот добиток од кратци и натрапници. Со оглед на тоа што имаше релативно голема војска со себе, Давид можеше да му направи таква услуга на Навал. Сега, кога се наоѓаше во близина на местото каде Навал ги стрижеше овците, Давид прати дел од војниците да додат кај него и да побараат помош. Стихови 9 и 10. Давидовите луѓе отидоа и му ги кажаа на Навал од името на Давид сите тие зборови и замолчаа. Навал им одговори на Давидовите слуги и рече: кој е тој Давид? Кој е тој син Јесеев? Сега има многу слуги кои бегаат од господарите своји. Со други зборови, Навал рече: кој е тој Давид? Оној кој побегна од својот господар Саул и сака да се зацари наместо него? Зар да ги земам лебот свој и водата своја и месото што сум го приготвил за стрижачите на овците и да им дадам на луѓе што не ги знам од каде се? И Давидовите луѓе се вратија по својот пат, се вратија и дојдоа, да му ги соопштија на Давид сите тие зборови. Давид беше добар човек, но на моменти знаеше многу да се гневи на своите непријатели. Слушнете како реагираше. Тогаш Давид им рече на луѓето свој: препашете го секој мечот свој. И сите ги препашаа своите мечеви. Го препаше и Давид мечот свој и тргнаа по Давид околу 400 мажи, а 200 оставија кај логорот. Но еден од слугите јави на Авигеја, жената на Валова, велејки: ете, Давид испрати од пустината известувачи да го поздрават нашиот господар, но тој се однесе кон нив грубо. Авигеја беше паметна жена. Таа знаеше што ќе се случи следно и затоа почна да се подготвува да го смири гневот на Давид. Стих 18. Тогаш Авигеја на брзина зеде 200 леба и 2 мешини со вино и 5 овци сготвени, 5 мери пржено жито, 100 врзопки суво грозје и 200 низи смокви и ги натовари на магариње. Откако се подготви, таа отиде да го пресретне Давид пред тој да дојде до Навал и да го убие. Стихови 21 и 22. И Давид рече: да, залудо го пазев во пустината целиот имот на тој човек и ништо не се изгуби од тоа што беше негово. Тој ми плаќа зло за добро. Нека Господ му прати на Давид најголема казна и уште повеќе да му додаде, ако утре до разненување од се што е Навалово остава макар едно суштество што мокри покрај зид. Нема да ја читам целата глава, но генерално гледано поентата на текстот е дека Давид беше толку гневен што сакаше да го убие Навал и сиот негов добиток. Но тоа не се случи поради мудроста на Авигеја. Стихови 23 и 24. Штом Авигеја го виде Давид, таа брзо слезе од магарето, падна ничком пред Давид и се поклони до земја. Падна до нозете негови и рече: врз мене да е гневот, господаре мој. Дозволи и на робинката твоја да говори во ушите твои и слушни ги зборовите на робинката твоја. Таа рече: одмазди се на мене. А се разбира дека Давид не го стори тоа. Авигеја беше навистина убава жена, но и многу мудра. Со нејзиното однесување покажа прекрасен пример пред Давид и го смири неговиот гнев. Таа му рече: мојот сопруг не требаше да постапи така. А и ти си Божи човек и затоа не се одмаздувај. Кога ги слушна тие зборови, Давид ја погледна ситуацијата од поинаков аспект и сфати дека не требаше да планира да го убие Навал. Тука ќе мораме да го завршиме денешното проучување. Следниот пат ќе продолжиме со обработка на животот на Давид. До тогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com.
Следете ги нашите страни низ Светото писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.